Таа е битолчанка со прилепско потекло, тој роден швеѓанец. Двајцата пак живеат и работат во Шведска, каде повеќе од 12 години ја водат и хуманитарната организација Hand til Hand, преку која разните нивни донации досега во Македонија достигнале вредност од близу 700.000 евра. Брачниот пар Розенгрин најчесто донира медицинска опрема за македонските болници, но им помага и на социјално загрозените семејства, повеќе детните семејства, на семејствата во кои има деца со пречки во развојот, како и на старските домови. Македонката Марија Розенгрин вели дека љубовта кон татковината е огромна, па таа своја љубов ја всадила и кај сопругот, со кого постојано се на релација Шведска-Македонија, остварувајќи ја својата хумана мисија. Баба ми моја, на татко ми мајка, е од фамилијата Пепелуговци и така ме влечи малце. Не само тоа, ние донираме во многу други градови во Македонија, во Кочани, Штип, во Струга, Ресен, Охрид. Скоро во цела Македонија имаме донирано. Од 2013 година работиме со донации. Така да имаме и во институции што се на во државно и во приватни институции имаме донирано средства за да можеме да им олесниме на деца што се претежно деца што се со пречки во развоја и во здравството. Последната донација на овие хумани луѓе е во Прилепската болница, каде деновиве е дониран нов, софистициран ехоапарат за рано откривање на развојно пореметување на колковите кај доенчиња. Апаратот е во вредност од 15.800 евра и кој заради својата софистицираност секоја година може и да се надоградува. Донацијата со директорот на Прилепската болница е договорена и реализирана за само неколку дена, што за хуманата Марија е исклучителен организацијски гест од страна на менаџерот на болницата. Верувајте, значи ова е болница, не кажувам за приватните, не знам, али можам да речам од државните болници, едина болница кај што можеше директорот да ни излези во сусрет и да каже дека кои проекти ги имат изведено тука и на која област ние можеме да донираме. Така да во болниците, во Македонија, во градовите кај што сме биле во контакт ова последната година, верувајте, нема изработено проекти во болниците за да можеме ние да поможеме со донација. Според директорот на болницата пак, овој нов апарат е од огромно значење за најмалите пациенти од целиот регион, бидејќи постоечкиот ваков апарат во болницата бил застарен. Оваа метода почната е од примариус доктор Трајче Бошковски, уште значи во 1989 година, значи оваа метода има голема традиција во нашата болница и таа метода тогаш почнала прва да се користи во нашата држава. За подоцна по 6 години да биде воведена како пракса во повеќе европски држави. Споната околу административните работи за сите овие донации на брачниот пар Розенгрин да стигнат во Македонија е прилепскиот бизнисмен Пајо Јанески, кој е собственик на шпедиција и преку која веќе во септември ќе бидат организирани уште 2 нови и вредни донации за македонското здравство.